на две от най-големите свети православна, која се вековна историја и чествува светите првоврховни апостоли Петар и Павле. Овие два столба на верата својата безсмртна слава ја стекнале со својата неуморна ревност и труд во ширењето на благовестието, Петар меѓу евреите, а Павле меѓу јазичниците. Отдавајќи се себе си на Бога, тие, за да можат што поцелосно да им се посветат на апостолските должности, оставиле се што имале, и имотот, и родителите, и своите најблиски, оставиле се. Откако го земале Христовиот крст, биле и осудувани, и тулени, и отфрвани, и живееле во сиромаштија, и на крајот, како жртви за верата и за црквата Христова, маченички пострадале во Рим во 67-та година. И токму затоа со таква слава ги овенчал Господ, и нивниот голем труд, и нивните маченички страдања. Ги наградил со вечна почит на земјата и со вечна слава на небото. Навистина, не може да не се биде восхитен пред делото што го постигнале овие двајца апостоли, проповедајќи го евангелското учење. Подкрепени со милоста Божја, тие го подигнале светилникот на Христовото Евангелие толку високо, што светлината на верата ја осветли во целата вселена. Да се подсетиме само во првата проповед на апостолот Петар во Ерусалим на празникот Педесетница, посветувањето на Светиот Дух врз апостолите, се покрстиле неколку илјади луѓе. А Павле, проповедајќи во Евангелието, ги посетил најважните центри и најсветнешките места во тогашниот свет, меѓу кои Македонија на два пати. Можеме ли да замислиме каква сила била таа со која совладале најсилни тврдини и царства и придобиле и богати и сиромаси. Пред нив паднала и Римската империја, иако царевите ги прогонувале. Пред нив и силниот Нерон се покажал бесилен, пред нив и еврејските водачи ги губеле сите битки. Навистина, што можело да влијае толку врз нив, да тие, откако некој претходно и по 3 пати како Петар се одрекува и откажа од Христа, некои се посомневаа, речи се сите од нив се уплашија, потоа да станат храбри и непоколебливи возвршители на верата. Кој од Савле фарисеот, од тој гонител на Христа, направи Павле? Направил во него да има Дух Христов и Христос да живее во него. Кој им дал толку мудрост и на Матеј, и на Марко, на Лука и на Јован, за да го запишат Евангелието. Кој од това направи да биде верен и за она што не беше го видел. Возлюбени, апостолите и нивните следбеници научиле се и можеле се преку Христа, кој им давал и сила и мудрост. Така, благодарение на нивното дело, растела црквата Божја и благодарение на нив, сите народи слушнале за Христа и за неговата спасоносна наука. И еве 20 столетија трае апостолството во црквата Христова, зашто апостол е секој што вистински верува и преку верата ги поучува другите. Апостол е оној што знае да ја чува верата и да ја брани од оние што сака да ја искриват. Апостол е оној што ја љуби и помага црквата, оној што ја посетува редовно, оној што ги учи младите да одат
први апостоли биле и вашите предци, тетовчаните од почетокот на минатиот век, кога го изградиле овој велелепен храм. Да подсетам, иницијатор за градбата бил братар Михаил Мартиновски, угледен тогашен свештенослужител, кој како архиерејски наместник успеал во 1902 година да добие одобрение за градба од султанот Амид. Храмот се градил долго и бил завршен во 1980 година, а бил осветен пред 100 години во 1925 година од тогашниот скопски митрополит Варнава. Низ годините по осветувањето, љубовта на тетовчаните кон храмот била покажувана многократно. Така во 30-тите години украсуван дворот на храмот и е изграден парофискиот дом. Во 60-тите и 70-тите години се вршени бројни санации на храмот. Во 1991 година е завршена изградбата на кампанаријата, а во наши дни под водство на неговото високо преосвещенство митрополитот Господинот Јосиф, храмот беше украсен со овие нови убави фрески. Сите тие генерации на добротворци на овој храм се сведоци дека во нашиот народ живее рамноапостолскиот дух, односно дека апостол треба да биде секој од нас, зашто сите сме повикани да учествуваме во спасоносното дело на Црквата Христова. Светите Петар и Павле, заедно надополнувајќи се на Црквата и дариле огромна благодат, покажувајќи дека во домот на Отецот има многу живеалишта, односно дека има место за различни дарови и служби. Така и двајцата се покажале како луѓе со исклучително различни таланти, различни карактери и по потекло и степен на образование, односно со сосема поинакви животни патишта пред нивното тргнување по патот кој што ги покажал и на кој ги повикал самиот Христос. Петар бил човек чисто дар го биле во поставувањето ред. Имал дарба за раководење, што се огледа како во неговата водечка улога меѓу апостолите, така и во неговата водоцнежна грижа за христијанската заедница во Рим. Павле пак бил личност со поинакви дарови и бил најуспешен пред секако мисионер и богослов. Петар бил практичен, а Павле бил мислител. И токму затоа црквата уште од древноста ги почитува подеднакво, ги прославува заедно, па дури некаде иконографски ги насликува заедно. Со тоа се покажува единството во различноста и на апостолите, и на сите православни христијани. Имено и сите ние имаме различни дарови. Кај некои од нас посебно страни се, условно кажано, Петровите квалитети на практичност, а кај други пак посилна страна посилни страни се Павловите квалитети на мисионерење и богословење. Но прославувајќи ги заедно првоврховните апостоли, Светата Црква ни укажува дека сите ние, иако различни по својот карактер и таланти, треба да сме единствени и да се надополнуваме едни со други, како што тоа го правеле светите Петар и Павле. Само така ќе можеме да ја разбереме истинитоста и убавината на верата, па слично на Свети Петар ќе исповедаме дека Христос е Синот на живиот Бог, а како и Свети Павле ќе исповедаме дека најбитно во животот е да поверуваме во Господа Христа за да се спасиме. Па нека биде така
Зашто само така, само доколку се трудиме да ги подражаваме, само така ќе покажеме дека вистински ги прославуваме. Затоа да бидеме и ние апостоли, односно проповедници на верата, која што ни ја последочија светите Петар и Павле и сите свети апостоли, па носејќи ги својот и крстовите едни на други, трпеливо да ги исполнуваме голготите во животот, за да заслужиме Царство Небесно. Честит нека ни е празникот и вечно нека не чуваат светите Петар и Павле. Амин. Честита годишнина, честит векот и дај Боже уште многу векови, дај Боже вечно да устојува овој велебен